Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушат се разбери емисијата Глас на вистината. Уште една вечер по милоста Божја, која што Господ ни овозможи, за да можеме и оваа вечер се разбира да се нахраниме од неговата богата трпеза, всушност од неговото слово Божјо, или од Светото писмо наречено Библија. Зборуваме за една прекрасна тема која што се вика целосна доверба во Господа. И реков, живееме во последните времиња, кога се случува околу нас и кај нас. Затоа ни е потребна верата, затоа што верата е таа која е клучна алатка и која што единствено може да не доведе кај Бога. И Бог се разбира преку верата да дојде кај нас. Самата вера, самата по себе си има своји квалификации и во наредните се разбира емисии кои што ќе ги имаме ако Господ сака, ќе зборуваме исто така за тие основни состојки кои ги дава верата. Освари ќе зборуваме за основни наработи кои ги дава самата вера. Минатата емисија зборувавме за една многу важна тема. Видовме од книгата на пророкот Данило. Видовме како евреите од Ерусалим, Јудеја, беа пренесени во Вавилон и таму остана цели 70 години. Но, ако ја читаме книгата на пророкот Еремија, која што е старозаветна книга, ќе видиме дека Еремија бил човек кој Господ го користел и зборувал кон својот народ. И Бог е тој кој пророкувал преку устата на пророкот Еремија дека неговиот народ ќе бидат 70 години во Вавилон. И кога ќе се навршат тие 70 години, дека повторно Господ ќе го врати својот народ назад во Ерусалим и во Јудеја, за да можат повторно да го обнова храмо и повторно да живеат заедно со Господа. И затоа Господ им вели, само јас имам добра надеж за вас и сакам да ви дадам добра иднина. Во книгата на Данило видовме во 3-та година од царувањето на јудејскиот цар Јоаким се крена вавилонскиот цар Навуходоносор против Ерусалим и го обседна. И го предаде Господ во раката негова, јудејскиот цар Јоаким, и дел од садовите на домот Божи. И тој ги испрати во земјата Сенар, во домот на неговиот Бог. И ги постави или ги внеси тие садови во ризницата на нивниот Бог. Потоа видовме што може да направи верата. Видовме дека трите момчина, Седрак, Месак и Авденаго, заради својата вера која имаа во живиот Бог, заради својата сигурносна вера, тие беа внесени во жарена печка. Зошто? Затоа што царот Навуходоносор издаде наредба да се изгради идол или кип кој што сите ќе му се поклонуваат и ќе му се клањаат. Но Седрак, Месак и Авденаго беа единствени кои што не сакаа да му се поклонуваат на ликот или на идолот на царот. И овие три момчина, заради тоа што ја прекршија царската заповед, беа фрлени во жарена печка. Не само што ја прекршија таа царска заповед, туку важната работа беше што тие имаа сигурносна вера и веруваа во живиот Господ, кој ги створи небото и земјата. Он е Господ кој открива тајни и кој управува со времето. Ако читаме, ќе видиме дека што им дарувал на овие 4 момчи на Господ, се мисли на Седрак, Мисак, Авденаго и Данило. Библијата ни открива. Им дарувал Бог на 4 момчина знаење и разбирање за секаква книга и мудрост, а на Данило му подари уште и да толкува секакви виденија и соништа. Затоа препорачувам ова вечер, убаво е заедно да отвориме книгата на пророкот Данило. Всушност,
Тоа е една старозаветна книга, која е богата, благословена и е апокалиптична книга, која зборува за иднината, за она што треба да се случи доправа. Затоа ве советувам да земите да ја прочитате оваа книга и не само што имаме ние, нели, оваа книга зборува за тие работи за последните времиња, за настаните кои што треба да се случуваат на оваа земја, исто така оваа книга зборува за инморенни настани, за луѓе кои имале сигурностна вера во живиот Бог. И овие луѓе не му се поклониле на идолот и на ликот на царот. И биле поради тоа фрлени во вжарена печка, поради нивната вера. Но сепак тие му викаат на царот: дури нашиот Господ, ако не избави царе, ние тебе нема да ти се поклониме, ниту на тебе, ниту на вашите богови, затоа што ние веруваме во живиот Бог, во оној Бог кој го створи небото и земјата. Сега сакам да видиме уште една случка која е напишана во книгата на Данило. Всушност, како заради својата вера Данило беше фрлен исто така во лавовска јама. Ако овие три момчина беа фрлени во вжарена печка заради својата вера, Данило беше фрлен во лавовска јама исто така заради својата вера. Ќе отвориме во книгата на Данило, 6 глава, значи ќе отвориме во книгата на Данило 6 глава и ќе го видиме поточно овој изморден настан, воскитувачки настан. Како Данило е фрлен во лавовска јама поради својата вера, но исто така како Бог го избавува, како Бог кој е полн со милост реагира. И не само на оваа случка, туку тој исто така реагира, испрати ангел Божи да ги сочува животите на Седрак, Месак и Авденаго. И Библијата ни открива дека влакно од косата не му фалеше на овие три момчина, туку тие во таа вжарена печка, која беше 7 пати повеќе вжарена, го славеа Господ, му се поклонуваа на Господа, му пееа на Господа, му благодареа на Господа. А тие кои што ја ложеа таа вжарена печка изгореа или умреа. И потоа гледаме како навистина царот издава наредба да биде прославен живиот Господ, оној Господ кој што е на Данило, на Седрак, Месак и Авденаго. Затоа реков, ајде да отвориме 6 глава, ќе читаме за Данило како е фрлен во лавовска јама. А Дари, мидеецот, кој тогаш беше на 62 години, го презеде царството. Дари реши во своето царство да постави 120 гувернери за да бидат управители во целото царство. А над нив тројца кнезови, од кој еден беше Даниел, на кого гувернерите ќе му дават сметка за да не му досадуват на царот. Даниел ги надминуваше другите кнезови и гувернери, бидејќи во него имаше висок дух и царот веќе се мислеше да го постави на целото царство. Тогаш кнезовите и гувернирите се договорија да го обвинат Даниел во управувањето со царството, но никако не можеа да најдат повод, ниту пак грешка, бидејќи тој беше верен и немаше никаква грешка ни вина. Но тие луѓе рекоја: нема да најдеме причина против Даниел, ако не најдеме против него нешто во законот на неговиот Бог. Тогаш тие кнезови и гувернери отидоа кај царот и му рекоја вака: царе Дари, жив да си довека. Сите кнезови во царството, намесниците, гувернерите и советниците и војните началници се согласија помеѓу себе да се издаде царска наредба и да се објави заповед секој што во текот на 30 дена ќе се моли на кој да било бог или човек, освен на тебе, царе, него да го фрлат во лавовска јама. И така утврди го царот тоа решение. И потпиша наредба за да биде
неповликлива како непроменлив закон мидиски и персиски. Царот Дари го потпиша решението и заповед. А Даниел, штом разбра дека е потпишана таква повелба, отиде во домот свој, прозорците на неговата дворна соба му беа отворени кон Ерусалим. Тој 3 пати во текот на денот ги приклонуваше колената свој и му се молеше на својот Бог и го славеше, како што го правеше тоа и порано. Тогаш тие луѓе, демнејки го, најдеа Даниел дека се моли и го произвува својот Бог. Потоа отиде и му кажа на царот за царската заповед. Нели ти потпиша повелба дека секој човек кој во текот на 30 дена ќе му се моли на кој да било Бог или човек, освен на тебе, царе, да биде фрлен во лавовска јама? Царот одговори и рече, тој збор е цврст како и закон на мидијанците, персиците, што не допушта измени. Тогаш тие одговорија и му рекоа на царот Даниел, кој од заробените синови од Јудеја не обрнува внимание ни на тебе, царе, ниту на повелбата што си ја потпишал, туку по 3 пати на ден се моли со своите молитви. Царот, кога го чу тоа, многу се загрижи и си стави при срце да го спаси Даниел и дури позајди сонце многу размислуваше како да го избави. Но оние луѓе дојдеа кај царот и му рекоа, царе, ти знаеш дека според законот на мидијанците и персиците ниедно решение или заповед потврдено од царот не може да се измени. Тогаш царот заповеда и го доведоа Даниел, па го фрлија во лавовска јама, па царот му рече на Даниел, твојот Бог кому безпрестан му служиш, нека те избави. Па донесоа камен, го поставија врз отворот на јамата и царот го запечати со својот прстен и со прстењата на великодостојниците свој, за да не се измени ништо во однос на Даниел. Потоа царот си отиде во својот двор, легна да спие вечерта, па дури и порача да не му доаѓат кон гобуните, но сонот бегаше од него. А утредента царот стана во зори и брзо се упати кон лавовската јама. И кога се приближи до јамата, со нажален глас го повика Даниел и му рече, Даниле, слуго на живиот Бог, твојот Бог кому без прекин му служиш, може ли да ти избави од лавовите? Тогаш Даниел му одговори на царот, царе, да си жив довека, мојот Бог го испрати својот ангел и ми ја затвори устата на лавовите, така што тие не ме повредија, зашто јас излегов пред него чист, па дури и пред тебе, царе. Не сум извршил никаков престап. Тогаш царот многу се зарадува и Даниел и заповедта го извадија Даниел од јамата и никаква повреда не забележаа на него, зашто тој веруваше во својот Бог. Царот заповеда, па ги доведоа оние луѓе што беа обвинеле Даниел и ги фрли во лавовската јама. Како нив самите, така и децата нивни и жените нивни уште не беа стигнале до дното на јамата, лавовите ги беа зграбиле и им ги беа здробиле сите нивни коски. Потоа царот Дари им напиша на сите народи, племена и јазици кои живеа по целата земја, мирот да ви се умножи. Издавам повелба во секоја област на царството мое да треперат и да се плашат пред Даниловиот Бог, зашто тој Бог е жив и вечно живее, а царството негово е непобедливо и неговото владеење е бескрајно. Тој избавува и спасува, прави чудеса и знаци по небото и земјата. Тој го избави Даниел од шепите на лавовите и така Даниел живееше добро и за време на царувањето на Дари, а и во времето кој царуваше Кир Персиски. Гледаме дека Данило, кој беше Божи човек, кој доаѓаше од јудиното племен, беше дел од Божиот народ и заради тоа што Данило веруваше во живиот Бог и 3 пати дневно го отвораше својот прозорец, како што тоа го правеше и претходно, и тој 3 пати се молеше кон Господа. Но сепак Господ во време на Навуходоносор, во време на Вавилонското царство, Бог го издигна и сега тука гледаме дека Бог исто така во време на владењето на Дари, на тоа Медоперсиско царство,
повторно Господ го издига заради својата вера, затоа што Данило веруваше цврсто во Господа. И затоа тој 3 пати дневно се молеше. И што ни открива текстот? Дека некои луѓе, кнезови во тоа царство му завидуваа, затоа што Господ планираше, поточно царот планираше да го постави Данило во највисокото, во најврвното место. И тие смислија како да го наговораат Данило кај царот. И тоа му успеа, но сепак гледаме како во првиот случај, како овие 3 момчина, Седрах, Месах и Абденаго, беа фрлени во жарена печка и гледаме како Бог на истиот начин реагира. Ова е само еден показалец или показател дека Бог не останува пасивен кон своите деца, туку тој благовремено реагира, затоа што ја увиде верата во овие 4 момчина, во Седрак, Месак, Абденаго и Данило. И кога паднаа во неволја заради нивната вера, Бог правовремено реагираше и Бог што направи? Испрати ангел Божи да бидат запазани, како во едниот случај, така во другиот случај. Ни влакно на косата не му фалеше на овие 3 момчина кои беа фрлени во вжарената печка, а па на Данило воопшто ништо не му фалеше и немаше никаква гребнатнинка во таа лавовска јама. Господ испрати ангел Божи и им ги затвори устите на лавовите. И потоа гледаме како во првиот случај, така во вториот случај, во време на царувањето на Навуходоносор, а потоа и во време на Дари, гледаме дека тие двајцата издаваат заповед да биде прославен Богот на Седрак, Месак и Абденаго и Богот на Данило. И така преку верата на овие 4 момчина Бог се прослави во ова царство. Значи ја гледаме таа сигурностна, постојана вера. Тоа значи да се потприш целосно, комплетно, со цело твое битие кон Господа. Што ако немаме постојана вера? Тогаш нецелосно се подпираме на самиот Господ. И изгледаме како? Како талас кој се крева и издига. Ако немаме сигурностна вера во Бога, целосно не се подпираме кон Господа, тогаш, реков, прилегаме како морски бран и сме непостојани во својот пат. Еве ќе отвориме во Јаков, посланието до Јаков, првата глава, ќе читаме од 1 до 8. Јаков, слуга на Бога и на Исуса Христа, испраќајќи поздрав до 12 племиња кои живееа растурено. Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. Ако на некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава во изобилно и без приговарање, и ќе им се биде дадено. Но да се моли со вера и никако да не се посомнева, зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кој ветро го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоми во своите патишта, тој е непостојан, или Библијата вели тој не е стабилен. Замислете си, да си представиме една слика. Ако овие 4 момчина, Седрак, Месак и Абденаго и Данило, беа непостојани во својата вера, тогаш дали Бог од небото ќе реагираше и ќе испратеше ангел Божи да го сочува нивниот живот? Потоа, во Библијата читаме како Исус ваквите луѓе кои се непостојани на својот пат во верата ги нарекува маловерници. Се сеќавате кога учениците почнаа да тонаат, кога Исус заспа, кога го разбудија, кога Исус ја смире бурата, го смири и ветрот. И што му рече? Маловерни, каде е вашата вера?
Она што Господ од сите нас го бара, тоа е да имаме вера, целосна вера. Тоа значи постојана и целосно да се подпираме во верата на нашиот Господ и Спасител. Така да, еве уште една вечер, благословена вечер, во кој што верувам дека преку овие примери кои ги имавме, дека Бог не охрабри и ни покажа дека единствено нешто што е сигурно, единствено нешто што може да не избави од секаква неволја во нашиот живот и се што надоаѓа допрва, тоа е верата во живиот Господ. Затоа ви посакувам пријатна, убава, благословена вечер. Господ нека биде со вас и се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Пријатна вечер. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушат, се разбира, емисијата Глас на вистината. Уште една вечер по милоста Божја, која што Господ ни овозможи.